Доколку сакате да купите или да лисате кола од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или некој дел од колата, побарајте го нашиот сонародник Васко Кајчевски на телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen веќе е познат и загарантиран из целиот свет, а се разбира и квалитетниот сервис што ќе ви го направи Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. А сега од занимливости поврзани со Македонија. Најквалитетниот опиум на светот е македонскиот, вториот по квалитет е пакистанскиот со 7 морфиски единици, а следуваат со помали разлики останатите колумбискиот со околу 3,5 морфиски единици, што македонскиот е 14 морфиски единици. Истото е така, дали знаете дека потеклото на топовите во борба со непријателот се еден вид копија од пред околу 400 години пред нашата ера во времето на Александар Македонски со каталуптот, кој го измислил Дијат, инаку кој е наречен како татко на модерното воено инженерство, а кој измислил голем број на опседни машини, меѓу кои и ова справа, која користела за фрлање на големи далечини, камења, стрели или копија. Но ние да одиме со уште една нумера што за вас ќе ја запее Фана Шомова. На крај последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Како што знаете и слушнавте, македонската фудбалска репрезентација ја победи италијанската. Да се молиме на Бога, како што велат старите, среќата повторно да падне на македонската фудбалска репрезентација, која ќе се соочи со португалската. Но како и да е, ако пред неколку години, кога фудбалерот англиски Бекам едноставно си играше мајтап со нас македонците, токму тој беше првиот на кој македонски
македонскиот фудбалски тим му удри шамар и ја победи Англија. Но не можеме а да не ја спомниме и победата врз германската фудбалска репрезентација, што значи се во ова. Мора да веруваме дека Господ Бог е со нас македонците, како што се случи што во последните минути со мечот со Италија, Македонија го доби своето. Меѓутоа, моето прашање е, уште колку долго треба да чекаме за да и новиот сатански слуга на НАТО и длабоката држава на Соединетите Американски држави и Џорџ Сорос, најголемиот злочинец на светот, вистински син на Луцифер, а сега зборувам за наследникот на муртинското сатанско чудовиште Зоран Заев, кој со помош на ЦИА го постави новиот негов слуга Димитар Ковачевски, кој исто така оди по задачите на Западот. Ако и некој ја нарекол Македонија јаболко на раздорот, затоа пак за нас македонците, таа е Македонија со големо срце што Господ Бог ја создал за себе и за се што за да има радост. Затоа ја сака во секое катче, како што спомна еден наш сонародник, во секое катче тоа јаболко да е Македонија, каде место здив оган од устата да излегува. Затоа се обраќам до сите вас, мои браќа и сестри македонци. Ако зад мене е распарчена Македонија со многу рани кои не се зараснати, излечени, но ја знам само едно што ќе кажам за самата себе. Може би за некој ќе биде чудно или критика на ова што сега вистината ќе ја кажам. И при се што поминав, а за жал од некои македонски медиуми, па и љубоморни колеги кои не се меѓу нас, правеа за мене од влакна ортома, но сега што сакам да кажам? Нема повеќе од што да се плашиме. Го поврзувам со нас македонците. И при сите хорови што таа така наречена Европа ги пее, ние пак сме заедно, зашто мораме да одиме се до крајност, да ја видиме Македонија како што си била без разлика дали ќе постоиме или ќе бидеме нејзина жртва. Ако мојот покоен дедо Ристо Илиев Лапајко, кој беше комита, се борел за Македонија, или пак мојот татко што ја бранил, се борел против неправдата, а да не зборувам за моите први братучеди кои се борија за самостојна Македонија, аманетот не само мој, него убедена сум и на сите вас, дека е не само Вардар, туку и Вардар, и Пирин, и Еге, и Мала Преспа, да ги видиме сите заедно обединети. И ете полека се наближуваат последните скоро 4 минути до крајот на нашата вечерешна емисија. Со нашата благодарност до вас ви препорачуваме повторно да бидете идната недела од 6 часот навечер на Бреновата должина 101.3 FM, кој ќе го дадеме профилот на нашиот сонародник Џими Божанин од село Трсје. Но затоа пак со добра мисла, вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ. Не се срами, не се плаши, Македонец да си. Каде и да одиш, каде и да шеташ, не се срами, не се плаши, Македонец да си. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е,
znaje. Jedna misla imame, jedan život živeme, Makedonija cela daje, sve koji daja znaje. Ako nekoj reče Makedonija je mala, ima